Бог е задоволен со нас. Господ, твојот Бог, ќе се развесели за тебе со радост, ќе те обнови според љубовта своја, ќе се гордее за тебе со песни. Стих 17. Нашите најрани искуства имаат големо влијание врз тоа како се гледаме себе си и на тоа како мислиме дека Бог и другите не гледаат. Можеби ќе пораснеме со самодоверба или можеби ќе имаме тивок, упорен глас во нашите умови, кој прашува: дали навистина сум достоен да бидам сакан? Анри Нувен зборува за оваа борба кога пишува: само отфрлањето е најголемиот непријател на духовниот живот, бидејќи тоа е во спротивност со божествениот глас, кој изјавува дека сме сакани. Сепак, за многумина од нас, добивањето на ова уверување може да биде предизвик. Софонија, како и многу библиски пророци, ги предупредуваа луѓето за опасностите од идолопоклонството. Тој започнува со страшни зборови за Господовиот ден. Прво, што ќе ги снајде другите народи, а потоа и народот на Израел. Во еден изненадувачки пресврт, Бог им нуди на луѓето благодат и ветување за остатокот од народот, кој ќе му остане верен на Господ. На крајот од поглавието за судот, Бог јасно им кажува нешто на луѓето: задоволен сум со вас. Иако Израел се одвратил од Бог, Бог сепак бил задоволен со нив. Бог ги гледал како своји сакани деца. Бог е задоволен и со нас. Бог задоволно се радува над нас, не освежува и не обновува со својата љубов и пее песна на радост над нас. Без разлика дали нашите животи се одвиваат според планот или се чини дека се распаѓаат, ништо не може да ја промени Божјата љубов која ни е бесплатно дадена. April Fiat. Додека се молите, дозволете си да бидете обвиткани со Божјата задоволност со вас.